Добро. Почитувани колеги, почитувани представници на медиумите, почитувана јавност, најнапред дозволете да безрезервно да се заблагодарам и да искористам можноста при ова обраќање од оваа говорница да изразам најголема и најдлабока безрезервна благодарност до неговото височество господин Талат Џафери, бидејќи ни дозволи сега да имаме збор. Дозволете да се заблагодарам и за неговата широкоградост и за неговата големина, што ете денес одлучи вратите на ова собрание, на оваа сала да бидат отворени, за разлика од вчера, и ете така да имаме можност да присуствуваме, и не само да присуствуваме, туку дури и да се обратиме, бидејќи некои злобни усти би кажале дека имаме право, бидејќи сте избрани представници на граѓаните, да ја користиме оваа говорница, да ги застапуваме нивните ставови, нивните мислења, да ги пренесеме тука, да побараме одговори и да се обратиме од оваа говорница, но тие не знаат како функционира ова собрание, не знаат како овој деловник се толкува, како деловник се применува во ова собрание. И за разлика од нив, претседателот на ова собрание Предите на поставување на пратенички прашања. Остите го Талат Џафери. Дека е така подпредседателе и најверојатно и вашата реакција и реакцијата на претседателот, кој што знае, подсети дека бил носител на листа кој што освоила нешто повеќе од 20.000 гласови. Исто така, и ние знаеме, и тие злобни усти што ги спомнав преходно, знаат да укажат дека можеби тие 20.000 гласови не се толку, но и тие, и вие, и јас, и сите ние. Ова е седница, колега, за поставување на пратенички прашања. Согласно деловникот, вие треба да наведете колку прашања ќе поставите и на кого ќе му ги поставите прашања. И кажеме, бидејќи и вие, и јас, и сите други знаат дека да, тој освоил нешто по 20.000 гласа, но тој знае дека премиерот не освоил ниту еден. Тој не е избран, тука е назначен, и за разлика од вас, подпредседател или ја, или нашите колеги овдека кои што сте избрани ги застапуваме интересите на граѓаните, премиерот кој што е назначен си ги застапува интересите на тие што го назначиле. И од тука и мене можеби не ме зачудува толку суровиот однос на претседателот на собранието кон колегите од СДСМ најмногу, кои што во неколку наврати беа приморани да дигаат рака и да гласаат, а притоа не знаат ни за што гласаат. Не знаат ни за што гласаат. Уште еднаш ви укажувам дека го кршите деловникот и вие треба да поставите пратенички прашања до премиерот или до представниците на владата. И должни сте согласно деловникот се извинувам, вие сте должни согласно деловникот да се искажете на кого ќе му поставате пратенички прашања и колку пратенички прашања ќе бидат. Максимум 3 да поставите. Во рете. Прво вратете ми го времето, ве молам, за тоа што ме прекинавте, а се разбира дека тоа ќе го направам, бидејќи целокупна Ви благодарам. Политичка состојба во државата е пресликана во работата на овој парламент. И тоа е срам и за нас, и за државата. Сите тие состојби се пресликуваат најмногу од извршната власт. И ќе стигнеме до тоа. Еве ќе се повикам на тоа дека имам 2 пратенички прашања. Ви благодарам. Токму тоа сакав да ги разгледаме и да добиам конкретен одговор. Првото прашање произлегува како заклучок од една многу плодна дискусија што имавме на настан, каде што бевме представници од сите пратенички групи во организација на една многу релевантна институција, како што е NDI, парламентарниот институт при ова собрание, на тема животната средина. Беа офатени многу прашања и за очајната состојба во која што се наоѓа државата, начините каква се движат нанапред, каде што, како заклучок, од повеќе работи, јас си земав за обврска да упатам прашање директно до премиерот, бидејќи тоа беше нивна замолница, да видиме каква ни се состојбите со Фондот за животна средина. Зошто го велиме тоа? Бидејќи дискусијата беше темелна и детална во поглед на примената на законот, популарно кажена за пластичните кеси. Доколку не се сеќавате, дозволете да ве потсетам дека со тој закон се предвидуваше укинување на користењето на пластичните кеси, популарно кажано, но во суштина се наплаќа по 15 денари во маркетите каде што пазариме. Она што многу малку се дискутираше во јавност е како се делат и што се случува со тие 15 денари. Најголемиот дел од граѓаните сметаат дека тие се директно за маркетите, што не е така. Од тие 15 денари за кеса, денар или 2 се само за маркет.
Останатите 13 денари се влеваат во фондот за животна средина. Фондовите не се нова работа, работењето нивно не е нова работа, искуствата со фондовите на светот некогаш се добри, некогаш се многу добри, но кај нас ново е начинот како се злоупотребуваат фондовите. Манипулациите и што се случува со средствата во самите фондови. Вчера имавме една дискусија каде што се измислува некој нов фонд за човечки капацитети, каде што предлагачите на законот не знаеа да кажат ни процентуалниот износ наведен во законот колку се тоа пари што се влеваат таму, ниту кој го раководи, ниту како го раководи, ниту каква програма ќе се работи, кои проекти ќе бидат офатени, ништо не можеше да ни се каже подетално. Слична ситуација имаме со фондот за животна средина. Значи пазете, овие 15 денари на месечно ниво, тоа се најмалку 200.000 евра. Законот е веќе во примена повеќе месеци. Повеќе месеци што произлегува веќе повеќе милиони евра кои што се сливаат во фонд за кои што не знаеме како се трошат парите. И ова не го велам јас како пратеник на опозицијата. Не го велам ни јас како некој што беше на дискусијата во која што беа присутни и представници од владеачкото мнозинство. Ова го рекоа луѓе кои што се загрижени, што се длабоко навлезени во тематиката за која што станува збор. Верувале ли не? Имале голем број на неуспешни обиди, за жал, да добијат информација од предметното министерство или од владата. Неуспешни. Или добивале молб, или не добивале воопшто никаков одговор. Згрозени беа од нетранспарентноста на владата по однос на ова прашање. Збориме за фонд кој што требал да укаже и да инвестира понатаму во животната средина. Едноставно, прашањето е најпросто, бидејќи подпредседател Булкара. Каде идат парите? Каде исчезнуваат парите? Дали и како се искористени тие средства кои што редовно се влеваат таму? Ова го велимо на тежина, бидејќи имаше уште една замолница од нивна страна. Збориме за генерација, збориме за категорија, збориме за млади луѓе кои што имаат сериозно изразен граѓански активизам, збориме за категорија за која што се бориме најмногу да ги задржиме во нашата татковина, збориме за нивниот неодговорниот однос на власта кон нив. Имаше прашална форма, но еве ќе си дозволам да ги цитирам и да пренесам замолницата од нивното искуство што имаат во соработка со меѓународните партнери на темата на заштита на животна средина. Еве ќе цитирам, ќе ми исправат колегите, бидејќи и други имаше присутни таму. Рекоа: престанете да не брукате. Ве молам, престанете да не брукате кога искажете пред меѓународните организации. За онаа фамозна зелена програма во која што се имаше жолчни дискусии преходно. Па не знам, 700 милиона, па 800 милиона, па 900 милиона, па пренаменети средства, па одеднашка не биле толку, па има проекти, па има програма како се троши или не. Верувале ли не, нашите делегации кога оделе да аплицираат за проекти за заштита на животна средина, настапиле со проекти со кои што директно се загрозува животна средина. Она што е најголем греф на било кој што е најмалку запознат со животна средина. За ископи на јагнен. Еве, јас, премиер почитуван, уште еднашка не сам она што го замолија за нас. Престанете, ве молам да не брукате. Нека тие што не застапуваат државата барем знаат за што аплицираат. Какви вредности ќе пренесиме? Што ли ќе направиме? И од тука, навистина, издржано и прашањето за подетален осврт. Дали, како, каков обем и каде отиште парите од Фондот за животна средина. Тоа ми беше првото прашање. Второто прашање ми е по однос на нашата безбедност. Можеме ние овдека да разменуваме мислења, можеме да се расправаме, можеме да се надвикуваме, све можеме да направиме. Но нема ништо посвето нашата безбедност. Дали премиерот или министерот за внатрешни работи, се едно. Дали се чувствува безбедно? Дали се чувствуваме ние безбедно кога имаме во 20 часот навечер 200 полици каде што ни кажуваат дека на километар 2 или 3 од местото на наше живење се пука? Дали се чувствувате пријатно кога ќе ви кажат дека се пукале заменик, началник со началник? Две униформирани лица. Дали чувствуваме грижа на совест сите како представници овдека политички? Кога ќе се каже дека лице што било барано да се приведе за ослужување на затворска казна, го повторува делото и е пуштено
од полициска станица по интервенција на заменик директор на Бирото за јавна безбедност. Тоа е истата институција која што е задолжена да се чувствуваме безбедни. И во согласувањата, и во несогласувањата. Дали е тоа нормално? Со ротациони следи лице барано, што било приведено, па барем да го упателе кон ослужување на затворската казна. Ве молам не само за одговор, ве молам за постапување, бидејќи без одговорност, без функционирање на правната држава, без функционирање на институцијата на системот, ние напред не можеме да се движиме. Благодарам.